Перцепцијата за Балканот во Европската Унија од секогаш била дека постојат едни сложени меѓуетнички односи и стабилизацијата на регионот во голема мера зависеше и се уште зависи од одржувањето на тие стабилни меѓуетнички односи како внатре во поединечните држави, така и меѓу соседните држави, што значи дека рамковниот договор како еден документ со кој што се заврши таа криза во 2001 година се става како еден од условите за одржување на стабилноста на меѓуетничките односи и следствено стабилноста на државата, што пак од друга страна е еден од условите за исполнување на политичките критериуми за членство во Европската Унија, односно политичката стабилност, функционирањето на институциите, како и добрите меѓуетнички односи треба да бидат на едно соодветно ниво со цел државата да напредува кон полноправното членство и исполнувањето на рамковниот договор и одржувањето на придобивките од него се смета дека се еден од условите кои што Македонија треба да ги исполни со цел да продолжи напред кон членството во ЕУ. Во однос на Преспанскиот договор, соседна Грција е членка и на Европската Унија и секако дека како секоја друга држава членка во Унијата се обидува да го искористи своето влијание таму со цел да обезбеди дека одредбите од овој договор ќе бидат почитувани, знаејќи дека Преспанскиот договор беше еден документ со кој што Грција оствари речиси најголем дел од своите барања. Република Македонија треба да продолжи да ги исполнува тие одредби со цел да не биде жртва на едно ново вето од страна на соседна Грција, односно тој дисбаланс помеѓу една држава членка на Европската Унија и држава кандидат, при што тие имале еден спор кој што завршил со меѓусобен договор, значи дека државата која што е членка на Европската Унија ќе продолжи да го користи своето влијание и да потсетува дека се уште постои потенцијал да изврши притисок кога се работи за интеграцијата на државата кандидат, во случајов Македонија. Како и Преспанскиот договор, така и рамковниот договор беше склучен во едни специфични услови. Постои едно чувство кај македонскиот народ дека тие договори се склучени на штета на неговите национални интереси, додека во 2001 година тоа значеше штета на домашен план, односно овозможување на поголеми права на заедниците кои што не се карактеристични за држави членки во Европската Унија или пак држави во соседството и сето тоа на штета на македонците. Во однос на Преспанскиот договор тоа беше чувство на губење на идентитетот и загрозување на националните интереси како на внатрешен, така и на дворешен план. И последиците од овие договори се една ситуација кога македонците се чувствуваат обесправени. Дополнително, знаејќи дека тие договори беа склучени со соодветно охрабрување, па дури и притисок од меѓународната заедница, сметам дека тие договори се меѓу големиот број на причини зошто перцепцијата, односно ентузијазмот за членство во Европската Унија кај македонците се намалува во континуитет во изминатите години, знаејќи дека сите тие договори се доживува како некакви услови што треба да бидат исполнети со цел државата да оди напред, но и покрај исполнувањето на тие договори и правењето на тие отстапки, македонците немаат чувство дека продолжиле онаму каде што треба, односно кон полноправното членство во Европската Унија. Ако зборуваме за Европската Унија, сметам дека процесот на проширување на Унијата беше многу повисоко на незината агенда во изминатите децении. И ако направиме една споредба со значењето на проширувањето, например, во 90-тите години од минатиот век или во почетокот на овој век и сега, можеме да забележиме дека проблемите со кои што се соочува Европската Унија во овој момент го потиснуваат проширувањето, односно не дозволуваат државите членки да се занимаваат со прием на нови држави членки пред да бидат решени оние внатрешни прашања поврзани со економијата, стабилноста, па дури би рекол односите со поширокото европско соседство. И на тој начин Македонија сметам дека не е во фокусот на Европската Унија, ниту пак регионот на Западниот Балкан во овој момент е приоритет. Сметам дека ниту ќе стане приоритет во догледно време, затоа што Европската Унија е соочена со многу прашања кои што го изведува на површина оној процес на непостигнување на консензус, односно различните ставови на државите членки на Европската Унија за значени политички прашања, како на внатрешен план, така и на надворешен план, како на пример
војната помеѓу Русија и Украина, енергетските политики, односите со Соединетите Американски држави, ги извади на површина оние состојби кои покажуваат дека Европската унија треба уште многу да направи пред се на внатрешен план за сопствена стабилизација, пред да размислува за прием на нови држави членки, затоа што приемот на нови држави членки вообичаено носи и нови отворени прашања и само ќе зголеми онаа потреба за постигнување на консензус помеѓу поголем број на држави членки, што секако ќе биде потешко изводливо. Без разлика на се, дали проширувањето е приоритет на Европската унија или не, сметам дека и Македонија и останатите држави во регионот треба да продолжат со внатрешните реформи и добрите меѓусоседски односи со цел да исполнат што е можно повеќе од копенхагенските критериуми и откако евентуално ќе започнат тие преговори, истите да траат што е можно пократко.